Добро утро за Дејан Андоновиќ. Добро утро, Дејан. Да. Ние сме тука, секако е погасно тука да се прават анализите, туку од таму некаде знаеме каков хаос е сега и на самиот граничен премин, бидејќи тоа е сега најоптоварениот во свет граничен премин. Таму поминува неколку милиони луѓе на украинско-полската граница. Па 3 милиона поминале овие 21 ден, што не сум некој експерт, но 3 милиони луѓе се многу. Многу за така кратко време и дури морам да кажам дека занимливо е како брзо настана мобилизацијата за примање на тие бегалци, бидејќи сепак се тоа изворено големи цифри и не е тоа само да поминат граница, туку од тука натаму треба да транспортирани, сместени, вклучени, интегрирани, некои од нив и лечени, децата школувани и така натаму. Гледам дека и британците вчера британците отвори еден сајт за пријавување на луѓе кои доброволно би примиле украински бегалци. И сајтот падна, доживеа краш, што се вика, бидејќи за неполни неколку часа 100 и кусур илјади британци се пријавиле за примање на бегалци. Добро. Тоа е многу повеќе од што британската влада воопшто веројатно размислува да прими. Добро, има и многу луѓе со украинско потекло таму. Секако. Потегот на Борис Џонсон кој го читавме изминатиот период, односно на владата на Борис Џонсон, имотот на богатите руски олигарси, да им се одземениот имот на богатите руски олигарси да се стави во функција на украинските бегалци е уште еден потек. Нели тоа може да го направи на Британија која има. Британија инаку меѓу другото завчера донесе и некаква уредба со која што на сите кои ќе прифатат бегалци им се дава одреден надоместок. Мислам дека се тоа околу 3-400 фунти месечно. Сашо он има показна вежба изминатите 5 години кога сега јас морам така слободно си задам вежба на оние бегалци од Сирија, од Афганистан, од каде ли веќе. Британија е многу позната по својот конзервативен став, мислам тие сепак кои ќе се споредат нејзините капацитети, нејзиното богатство со тоа што други земји го направија. Срамна е таа британска политика и самите британци го велат колку се затворени кон. Да, но сега мораме да посочиме, јас цело време тоа го зборувам, дека судирот против, да кажеме, однесувањето на Путин и Русија не е толку тежиштето на Соединетите Американски држави колку е на Велика Британија. Ме потсеќа на она во Втората светска војна кога главната битка не ја водеа американците против нацизмот, туку британците до половина на војната. До половина на војната, но британците го преземаа. Сакам да кажам дека Велика Британија као една стара колонијална сила која нели остаре како империја, па после се претвори на нови империи као Соединетите Американски држави, беше повлечена назад и повторно се враќа влијателна, Лондон е центар на светот конечно. Британците вчера објавија вест дека Путин наредил да се повлекуваат трупи од пацифичките негови диплојменти и така натаму, бидејќи им недостасуваат трупи за во Украина. Што се случува вчера по боиштата таму? Ни вчера и утринава продолжува ракетирањето на поголемите градови. На вчера што го констатиравме дека новата доктрина, би рекол, на теренот на руските трупи е промената. Не е веќе онаа варијанта да се заокружуваат градовите и да се држат под некоја нели опсада додека тие не се предадат, туку сега почнуваат веќе да се обидуваат да ги освојуваат и да влегуваат внатре. Проблематични се тие изјави, некои велат дека тоа е невозможно, други велат дека е возможно, трети велат дека Путин тоа не го планира, но факт е дека она што успеа да го направи за овие 21 ден, според некој мое скромно мислење, единствено што успеа да ја поврже по копнен пат Донбас и Луганск со Крим, па и официјално Украина веќе не излегува на море, ми се чини, останува уште Одеса, но ако се земе во предвид дека е блокирана поморскиот пат, Украина од вчера и официјално веќе не излегува на море, барем додека трае оваа војна интервенција, инвазија, специјална операција, како ли веќе не се нарекува. Да, има таму едно делче кое што се наоѓа на границата со Молдова, кое што се уште, но големите пристаништа не се. Големите пристаништа сега, да кажем. Од друга страна се комплицира политички состојбата. Морам да признам, јас и тие коментиравме таа состојба, ја ќе кажам мојата теза, а тоа е дека и официјално враќање нема од цела оваа состојба која констатираме веќе 21 ден, особено што американскиот сенат го прогласи рускиот претседател Владимир Путин за воен злосторник. Ке ме потсетиш или поправиш, и ја такво нешто не паметам.
барем по Втората светска војна, и во студената војна немаше такви квалификации, а беа и како конфронтирани и Сталин и Рузвелт, и Хрушчов и останатите, и да не ги зборувам сите председатели на Советскиот сојуз. Ми се чини дека у медиумите се уште не излегува таа информација нешто бомбастично, но ако влезете во сршта дека Американскиот сенат го прогласува актуелниот руски претседател за воен злостодник, вие сте повеќе од војна. Јас не знам, еве и да се смират како ќе седнат утре на преговарачка маса да разговараат. Веќе во очи нема да може да се видат, што стравува дека или Путин ќе го освои тој дел што сака да го освои и ќе држи до крај на живот, или ќе го урнат, ќе стават некој друг режим, а ако го срушат па Путин, тогаш Русија сега е у состојба која може да дојде и да се распадне на 3 или 4 дела, бидејќи знаеме од што е составена. Така да ми се чини дека ова се тие опасни по мене сигнали, и она што е исто така куриозитетна информација, украинската страна тоа го вели, дека освен преговорите кои треба да се случат денеска и кои се најавуваат помеѓу Путин и Зеленски, дека наводно Путин се согласил да не бара едно од 4 столба на неговите барања што тргна во војната инвазија, тоа е нели капитулација на Украина, што па сега дава еден сигнал дека можеби Русија нема ни толку веќе воена сила за да може да бара толку многу. Тоа се шпекулациите кои можеме да ги видиме, не знаеме која е стратегијата, се стравува дека според мене оваа резолуција што ја доби Путин, како и она серија на санкции која добија високите руски функционери, може да ги притиснат од зид па тие да одат до крај. Од друга страна и руската администрација и Путин вчера напишаа указ кон многу западни политичари кои имаат забрана за влез у Русија, конфискација на имоти, како што се авиони и останати. Мислам дека конфликтот се стигна до таму што Западот веќе гледа Русија без Путин. Дали Путин ќе падне после ова и кога ќе му почнува падот и дали воопшто ќе почне. Можеби ќе има контраефект, ајде да шпекулираме. Ако ми дозволиш да завршам прва тезава, дека како ја гледа Западот Русија, така што тие веќе завршија со односи со Русија додека е Путин таму. Тоа не значи дека сите односи ќе бидат прекинати, се разбира, особено во функционални, економски и на двете страни има интереси така натаму, но после оваа инвазија на Путин на Украина и после ова се што се случува, бидејќи ова ескалираше до мерки до кои никој не веруваше дека ќе стигне, Запад повеќе не сака да има ништо со Путин. Ќе останат пониски нивоа за контакти, ќе останат посредници и така натаму. И самото тоа е притисок да кога ќе заврши оваа фаза во која што сега Русија е влезена во Украина, да почне другата фаза, тоа е внатрешната руска фаза во која што ќе се види дали и како ќе се распаѓа рускиот режим. Нема предпоставки дека тоа ќе оди многу брзо. Сите предпоставки се дека режимот на Путин е добро етаблиран. Си значитавме анализи за тоа од преторијанските гарди, кои се направени во реформата на безбедносниот систем околу него, до разните други потенцијали, но факт е дека големиот ударот што Русија, рекол сама себе си го нанесе со оваа тотално погрешна. Во меѓународни рамки тие сега и не само заради западно-источните односи со Русија, туку и заради меѓународните констелации се обидуваат комплетно да го изолираат, да го направат неподобен партнер за кого било пред за кинезите. Тоа е една голема игра, таа игра нема да се одвија така како што Западот само сака, мисли и планира, но во секој случај турнатоста на Путин до зид и на неговиот режим е веројатно и врз проценката на тоа што тие веќе се дојдени до зидот. Ако тој заглави вака како што заглави со своите планови околу Украина, со ужасно планирање, со проценки тотално погрешни, да сега веќе еве и во преговорите почнуваат да попуштаат. Чим ќе се согласи да се сретне со Зеленски, веќе по моје некој мисли. Можеби е проценката дека оваа војна, тоа веќе и вчера го говоревме, имаше најави ќе трае негде уште месец дена, некој рече таму негде до мај и така натаму, дека практично можеби за ќе видиме како ќе се одвива, тоа се прехрабри проценки, но сега веќе влегуваме во расплетите на војната. Јас само сакам да кажам, има една шпекулација која ја добивам од некои луѓе кои се на таа страна во Соединетите Американски држави, имам контакти со одредени луѓе, се шпекулира дека најава има дека Соединетите Американски држави следниот чекор ќе биде поморска блокада на Русија, односно сите трговски бродови
да бидат блокирани. Ништо тоа не би било чудно да биде. Тоа би било следната фаза. Бидејќи сега и така авиацијата блокирана. Да, сега би проблемот е што кога веќе ги воведува санкциите, прашање како и кога тие ќе се сигуруваат. Да, но морам да кажам, ни тоа го разговаравме јас и ти вчера и во Слободен печат беше текст еден напишан од моја страна околу која е играта на Кина, која е улогата на Кина, таа се уште е опција, таа и дава поддршка на Москва, сега за сега, не ја дава јавно, но не ја осудува. Една од опциите и една од варијантите, зборуваме сега како варијанти, излазна стратегија, може би по големото партнерство со Кина. Многу шпекулации слушавме на таа тема. Одредени информации доаѓаат до таму дури дека Кина би можела да го темпира тајванскиот конфликт. Ова е информација која од вчера или завчера, дека некои проценки се дека можеби токму сега би можела да го темпира во овој хаос, би рекол, бидејќи да не се лажеме, целиот свет е фокусиран во Украина и не верувам дека било која од овие големите сили има капацитет да се справува и на некои други политички кризи, но сето тоа се врз база на шпекулации, да видиме, да почекаме и да се надеваме дека нема да мислам дека дури кинезите се изненадени од оваа слабост која што ја покажа Русија со целата оваа авантура. Изненадени се и затечени. Во која смисла? На Кина не ја одговара слаба Русија, но од друга страна, ако самата Русија се погрижи да биде слаба, тогаш ќе биде апсолутен джуниор партнер во нивните односи. Кина и така е преголема, и така е премоćна за Русија, но вакво слабење на Русија за само месец дена политичко-економска, тоа ќе трае на среден рок. Веројатно и Кина сега размислува што понатаму, бидејќи на Кина не ја одговара биполарно да се судрат со американците, туку ја одговара повеќе еден мултиполарен свет во кој што вниманијата, концентрациите на разноразни потенцијали ќе биде, да кажем, по широко географски распределен. Така што од инвазијата на Русија врз Украина светот се промени и ќе треба да видиме што точно ќе настанува потоа и во апсолутно, затоа што тоа ќе зависи и ќе се однесува и на НАТО алијансата, на Европската унија, на Западното атлантско партнерство, односот на Кина, разноразни други точки во светот каде што има вакви и онакви, како да кажем, недоразбирања. Односите во христијанскиот свет, да не кажем односите во православието, Балканот и така натаму. Така што може би е прерано да ги правиме тие. А сега за сега влие врз светскиот мир цените и ковидот. Сакам на крај са што да го ставам. Ковидот е СЗО пред малку излезе дека има драматично зголемување на бројот на заразени на ниво на свет. Кина, лулката на коронавирусот, морам така да ја наречам, веќе стави неколку милионски градови во целосен карантин, што покажува дека И пате биде речено, тие градови се наоѓаат во некои од најцентралните кинески производствени, да кажем, региони. Многу лесно може да се... Па повторно ќе има некаква економска рефлексија се. Некако го заборавивме коронавирусот, дојде со поголемо зло, не знаеме кој е поголемо, дали војната, дали пандемијата, но очигледно не остава на мир. И втор пат во ова студио го кажувам, некако ми се чини дека у наредниот период ќе бираме што е помало зло, дали пандемијата или војната, што не е баш некоја голема. Никош добар избор, да. Во секој случај влегуваме во еден изборен циклус у наредните месец дена, морам и тоа да го кажам, кој е во нашето обкружување и кој многу може да влие па и врз нас овде каде во нашата држава и врз нашето живење. Но ајде да се надеваме дека турбулентната пролет ќе ни даде мирно лето.